Dobar den, počituvani gledači. Ova je makedonsko izdanje, emisija koja što, kako što vije ni velite, i očekuvate sa netrpenje sekоја втора сабота во вашите домови. Повеќе од 16 години ова програма ве информира и забавува и ве поврзува со вашата татковина, која, заради различни причини, сите ние ја напуштивме, но никогаш не ја заборавивме. Јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на ова ваша програма, која што се емитува во 12:30 попладне на Роџерс телевизија 10 63 84 и во High Definition 510. Секако, вашата помош за обстојувањето на оваа емисија е многу значајна и затоа апелираме да ги рекламирате вашите бизниси на оваа ваша телевизиска програма, која влегува во 4 милиони претплатнички домови во Онтарио. Почетокот во денешнава емисија, почитувани гледачи, сакаме да го посветиме на одбележувањето на една година од трагичната и прерана смрт на Благоја Ристич, инаку мој поранешен сопруг и татко на нашите деца Виктор и Мија Ристич, и продуцент на српската телевизија, кој изненадно почина после целодневно скијање во Clearwater во близина на Бери, Онтарио. 9 февруари 2014 година е ден кога српската комуна во Торонто изгуби еден од најпожртвуваните срби, кој преку телевизиската емисија успеваше да ги собере сите заедно пред малите екрани. Освен телевизиската програма, Благоја Ристич беше и иницијатор на повеќе проекти во канадското општество во корист на српската комуна, меѓу кои и поставувањето и подигнувањето на српското знаме пред Онтарискиот парламент на 29 јули 2011 година и прогласување на истиот ден за Ден на независноста на Србија во Канада. До својата прерана смрт, а во период од 15 години, Благоја Ристич продуцираше 350 емисии на Роџерс телевизија, канал 10, и 77 емисии на Омни телевизија, значи вкупно 427 емисии во кои информираше за сите поважни случувања во српската комуна. Како резултат на неговите залагања и продолжување на неговата идеја да се чуе српскиот збор на телевизиските медиуми во Канада, од 4 октомври 2014 година 2 телевизиски емисии наменети за српската комуна се емитуваат редовно, едната на Роџерс телевизија, која ја продуцираат Виктор и Мија Ристич, и една на Омни телевизија, во копродукција на една од водителките на поранешната српска програма. Уште еднаш сакам да се заблагодарам од моје име и од името на моите деца Виктор и Мија Ристич на сите срби кои ни излегоа во пресред и ни помогнаа во моментот на огромна болка и тага, изразувајќи длабоки симпатии за нашата загуба, како и за загубата на целата српска комуна. Нека му е вечна слава и нека почива во мир Благоја Ристич, продуцентот на поранешната српска телевизија. А сега следува следнава порака. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавите се кај Дени на телефон 905-881-3900 и прашајте за спектакуларниот попуст за овој месец, во кој сите оние кои ќе финансираат или ќе земат на лизинг одредени врсти на возила ќе добијат додатни поволности. Освен Дени Спасоевиќ, кој е генерален менеджер, можете да ги побарате Бане Јокиć, финансиски менеджер, и Рада Вазиć, која е бизнис менеджер. Нова локација каде можете да ги добиете овие сите поволности е во Хай Парк на 3275 Данда Стрит, Уест Торонто, со телефон 416-762-7537.
From Washington, a 6'7" guard, number 31, Terrence Ross. From Villanova, he's a 6-foot guard, number 7, Kyle Lowry. And number 10, he's a 6'7" guard out of USC. Ladies and gentlemen, the head coach of your Toronto Raptors is Dwayne Casey. Let's give it a line. Number 26, Kyle Korver back in for Atlanta. Substitution for Toronto into the game for Amir Johnson. Number 50, Tyler Hansbrough. Ladies and gentlemen, don't forget, if the Raptors win and score over 100 points, then you score a free slice of pizza. Get a free cheese or pepperoni slice when the Raptors score over 100 points and win. Score a slice and win, courtesy of Pizza. За сите ваши потреби да купите ново или користено возило под поволни финансиски услови и технички да их одржувате, Дени или Рада од Nissan Willowdale ќе ви помогнат на наш јазик. 905 881 3900. Number 6, Paralantich, and number 26, Kyle Korver, back in for Atlanta.
and Linden. Ladies and gentlemen, let's hear it for the Macedonian Folklore Ensemble, Linden. Почитувани гледачи, имаме чест да разговараме со познатиот Перо Антич, кој што е овде во Торонто заедно со Рапторс. Одлична игра. Многу ни е чест да повторно ве видиме овде во Торонто. Интересно за нас е што вие сте македонски репрезентативец прво NBA. Колку беше лесно или тешко да се влезе со оглед на вашите години, на 31 година станавте репрезентативец, член на NBA. Колку е лесно? Лесно не е. Долг беше патот, поменав преку многу лиги, цел живот се водам со предизвици и после 2 освоени Евролиги, кога стигна понудата, требаше баш следниот ден да подпишем во Шпанија и кога стигна понудата, барав нов предизвик, сакав да отидам во NBA, имав 2 шанси, не отидов, не сакав да бидам од тие, можев да отидам, ама избрав други работи финансиски, така да супер е, брзо се прилагодив, тимот е одличен, европски стил на кошарка, мешан со амерички, така да сега за сега се иде супер. Само да кажеме дека вие во Европа скоро со сите други европски, наши балкански тимови настапувавте, рековте се прилагодивте. Какво е вашето чувство што сте подалеку од родната земја? Мислам, многу ми недостига. Македонија ми недостига и баш сега за остро ако има некоја пауза, обавезно идам дома. Од 16 години сум излезен од Македонија, само летно време сум по месец-два и многу ми фали Македонија, ми фали да играм пред македонска публика и поради тоа ми е голема чест кој ќе дојдам тука, кој ќе видам огромен македонците во огромен број се собрани, ме бодрат со изволија сопствени средства, голема благодарност. Само да кажеме уште еднаш дека еве благодарам што седнавме да можеме да го направиме ова интервју со оглед на вашата висина 2 метра и 11 сантима. Поздрав до македонците овде во Торонто, што би пренеле, што сакате да знаат од вас? Ништо, да бидат здрави и живи, една огромна благодарност за тоа што ме бодрат, што многу ми значи. Цела Америка дознава, ги гледа знамињата, знае кои сме, како сме и многу ми значи тоа. Сепак поддршката од македонци во странство, која као група се држиме заедно, не може никој ништо да направи. Благодарам за тоа. Ви благодарам многу за ова кратко интервју и многу успеси и понатаму. И ја на вас. Благодарам. Do the group photo and then we gotta go. We got a game tomorrow. Your connection to Macedonian fans and our player here. Well, I have your player Antasit from Atlanta Hawks,
He's a friend of mine and he's a good player, and I want to take this opportunity to wish a happy new year to all the Macedonians in Canada and all around the world. You guys are good people. Macedonians, long live Macedonia. That's it. Thank you. Thank very you. much. Why is it important more Macedonians to come to these games? For the independence, for the recognition, for everybody to understand what Macedonia is all about, the country, their heritage, and their people, and the language, and And to integrate the Macedonian with the other cultures. that's in it. Canada. That's it. That's it. Thank you. Thank you. Thank you. Group photo. Okay. Oh, no. I love Macedonia, but hey, guys, go back up top. We're gonna stop here. Don't everybody come down here. Go back up here. Get up. Get up. За сите ваши потреби да купите ново или користено возило под поволни финансиски услови и технички да их одржувате, Дени или Рада од Nissan Willowdale ќе ви помогнат на наш јазик 905-881-3900. И во денешнава емисија имаме неколку информации. За сите ваши прослави и одбележувања користите ги банкет салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место во Торонто е пензионерски дом кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на веб-сајтови побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читате македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За доверливо, професионално, практично пополнување на вашите такси, јавете се на Flintax Income Tax сервиси на 416-302-5433 и побарајте го Вецко. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0322. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. По повод празникот Свети Атанас, селското друштво Грешница од Торонто приреди банкет во саботата на 31 јануари 2015 година во црквата Свети Климент Охридски, кој што започна во 7 часот на вечер. До касно во ноќта сите гости се забавуваа и поминаа прекрасна ноќ. Во денешнава емисија имаме и прес-релиз реакција на македонското меѓународно движење за човекови права од 15 декември 2014, која во целост ви ја пренесуваме. 4 северноамерикански музеи во соработка со Грчкото Министерство за култура и спорт започнаа амбициозна мисија за ширење на митот за 5000 годишната во наводници грчка култура, вклучувајќи го и крадењето на македонскиот крал Александар Велики. Изложбата е именувана Грците од Агамемнон до Александар Велики, а моментално е изложена во Поинте а Калиере, Монтреал и ќе продолжи со изложби во Canadian Museum of History во Gatineau, The Field Museum во Чикаго и The National Geographic Museum во Вашингтон, DC. Изненадувачки и неодговорно проектот беше спонзориран делумно од страна на секторот за канадско наследство и промовиран од страна на канадската амбасада во Грција. Западниот свет, романтизирајќи се со историјата на Грција, придонесува за овековечување на грчкиот мит, за етничката чистота и за самопрогласената супериорност, со што Грција стана најотворена расистичка земја во западниот свет. Сепак, западната култура нема проблем Грција да ја одбележи како
лулка на цивилизацијата и лулка на демократијата, иако идејата за Грција како единствен субјект ниту територијално, нити културно не постои. Грчката агресивна пропаганда, која има за цел да го убеди светот дека античките македонци биле грчки, нема основа со историски факти и е дел од грчката расистичка политика на негирање на постоењето на македонците во денешно време или било кога во историјата. Грција е единствената западна земја која што го негира постоењето на било какви етнички малцинства на својата територија и гордо истакнува дека нивната земја е етнички чиста. Расизмот е толку неконтролиран во Грција што таа фактички стана прва земја после нацистичка Германија во која што се избираат членови на неонацистичка партија во парламентот. Всушност 21 член на Златна Зора. Парадоксално до 1988 година, според добро документираната политика на Грција, Македонија не постоела и грчката влада насилно се обидуваше да го искористи нејзиното постоење. За потоа од страв дека ќе го изгуби делот на Македонија кој го анектира во 1913 година, грчката пропагандна машина го смени курсот тврдејќи дека територијата на Македонија им припаѓа на нив, а дека луѓето не постојат. Фактот што Грција била во можност да ги убеди северноамериканските музеи да прикажат и да промовираат толку неточни историски податоци како дел од изложбата Грците од Агамемнон до Александар Велики и да си дозволат да станат дел од грчката пропаганда е шокантен. Македонското движење за човечки права бара итно прекинување на овие изложби и отстранување на изложениот материјал. За да се слушне и вашиот глас и да го искажете вашиот револт, ве молиме да ги контактирате наведените музеи и институции на нивните контакт информации кои што ќе ги најдете на вебсајтот на Македонското движење за човекови права. Вебсајтот е www.mhrmi.org. Ете, тоа беше прес-релистот и револтот на Македонското човеково движење за човечки права во Канада. Исто така, ова иста организација бара од македонците да ја изразат својата загриженост во врска со ширењето на било какви историски неточни информации кои што може да се најдат во северноамериканските библиотеки и училишта, како и да бараат античката македонска историја да се изучува на точен и непристрасен начин. Во 2009 година Австралиско-македонскиот комитет за човекови права и Македонското меѓународно движење за човекови права вложија напор да се објави истражувањето на македонската историја, кое што најдена огромна поддршка од меѓународните научници. Исто така, записот на ова истражување можете да го најдете на истиот вебсајт на Меѓународното човечко движење за човечки права на македонците од Канада. Повторно следува следнава порака. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени на телефон 905-881-3900 и прашајте за спектакуларниот попус за овој месец. Ете, почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за оваа емисија на македонско издание,
koja što možete da ja sledite na internet na www.macedonianedition.tv. Do našата наредна средба за 2 недели, кога повторно ќе се видиме со нова емисија, ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Na 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 na